Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добродојдовте во уште едно издание на емисијата Студентски парламент, кое е посветено на 4-та годишна меѓународна студентска конференција UKLO Colors 2025, мултидисциплинарен пристап на студентите кон целите за одржлив развој, што се одржа на 17 декември 2025 година во студентскиот информативен центар на UKLO во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетското студентско собрание. Ова е практично трета емисија во која студентската UKLO Colors конференција е наша тема, но оправдано. Сакаме да им дадеме внимание на сите студенти учесници, а ги имаше 25 на број. Подготвија и презентираа 16 извонредни истражувачки трудови, работени под менторство на 15 професори. Интернационалниот предзнак, благодарение на членството на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во Европската универзитетска алијанса Colors, дава посебен белег и значење на овој студентски собир, кој придонесува да се подигне степенот на индивидуалната и на тимската работа, да се создаде способност за анализа, синтеза и извлекување на сознанија за одредена проблематика, да се подигне свеста за глобалните промени и потреби, да се поврзат студентите меѓу себе, а сето тоа влијае и на нивниот личен развој и на идниот професионален раст. Во денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола ќе имате можност да ги проследите разговорите со студентите учесници на конференцијата од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, од Ветеринарниот факултет во Битола, од Факултетот за безбедност во Скопје и од Научниот институт за тутун во Прилеп. Останете со нас на 90,8. Таа твоја рака гасне мојата мака, јас спокојна сум и ништо не ме плаши. Штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Без тебе кода паѓа, без ни ден од што се раѓа, и дом на тој в некој мрак, оставен без трак. И тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид, ти ми разбираш, пролетне се ти, животот наш. Ми подаваш рака и секојаш така тажна кога сум. Таа твоја рака гасне мојата мака, јас спокојна сум и ништо не ме плаши. Штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Ми подаваш рака и секојаш така тажна кога сум. Таа твоја рака гасне мојата мака, јас спокојна сум и ништо не ме плаши. Штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти.
Како што кажавме во најавата, денеска во емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола ќе ги слушнете разговорите што ги водевме со студенти од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, од Ветеринарниот факултет, од Факултетот за безбедност во Скопје и од Научниот институт за тутун во Прилеп, учесници на 4-та годишна меѓународна студентска конференција Укло Колорс 2025, мултидисциплинарен пристап на студентите кон целите за одржлив развој. На почеток со информатичарите, студентите од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола и нивната менторка. Од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола се пријави една екипа, чинам, или една екипа студенти пријави свој труд: Антонела Наумовска, Ангела Петрова, Марија Михајловска и Андреј Тошевски. Работеа под менторство на професорката Наташа Табаковска. Сега ќе поразговараме со Антонела и со Ангела за трудот со наслов Ефективни стратегии за скалирање и оптимизација на перформансите во Moodle LMS. Точно ли кажа? Да, тоа е точно. Се започна уште претходната година кога ние го истражувавме Moodle системот, односно ние истражувавме за како би можеле да воведиме учење, стандардна платформа на нашиот факултет, бидејќи тоа се уште го немаме. И како заклучок донесовме дека Moodle е најдобрата платформа која што можеме да ја воведиме на нашиот универзитет. Па затоа оваа година, односно во овој нов семестар, ние одлучивме да истражиме како тоа би можеле практично навистина да го воведиме во на ниво на целиот универзитет и што треба да се направи за да практично продолжи да се користи овој систем во нашиот универзитет. Меѓутоа, при истражувањето наидовме на некои проблеми кои што сметаме дека треба да се решат пред да се воведи самиот систем во универзитетот, па нашето истражување се однесуваше токму на тие проблеми и предлози за решавање на тие проблеми. Сега, кои се проблемите и кои се предлозите за решавање? Во текот на нашето истражување, како што кажа колешката, се соочивме проблемите кои што треба да се решат. Тоа е, например, големината на базата на податоци, се среди, треба да се организира добро базата, да се организираат сите курсеви како ќе се поставуваат, некои тие технички работи кои што за да може да се реши проблемот. Да. Потоа ние во нашето истражување најдовме и решенија, односно се подобри корисничкиот интерфейс и за професорите и за студентите. Ние лани и снимивме видео туторијали за како се користи Moodle платформата за студентите и за професорите, кои што се наоѓаат на платформата Moodle и можат да се гледаат. И тоа е тоа. Добро, четворица работевте на овој труд, беше тешко, беше лесно да се соберете, да подготвите нешто вакво, сепак се работи за истражување. Мислам дека не беше тешко, бидејќи бевме воведени во темата уште од претходниот семестар и така и се роди идејата да истражуваме нешто повеќе за Moodle системот, бидејќи како генерација и општо сите генерации се соочуваат со проблем така што не можат да најдат една заедничка платформа која што може да овозможи многу поволности при учење. Па затоа ние се решивме како група да ги истражуваме овие работи како патени лица во овој проект и беше интересно, не беше тешко, бидејќи многу работи не беа познати, меѓутоа секако требаше и многу работи да се доистражат и секако со истражување уште повеќе на технологиите да дадеме соодветни решенија на проблемите. Сега со оглед на тоа што се работи за истражување, за научно студентско истражување, требаше да се следи одредена методологија на подготовка, затоа верувам дека ви помогна доста и вашата менторка, професорка Табаковска. Студентите сигурно беа заинтересирани за подготовката, но вие бевте тука да им помогнете во секој поглед. Да, дефинитивно. Имав една група на многу амбициозни студенти со кои што навистина беше задоволство да се работи. Користењето на Moodle е еден предизвик сам по себе од кориснички аспект, но поставувањето, техничкото поставување на Moodle е една друга проблематика. Влеговме во коштец заедно со студентите со овој проблем и понудивме
врз база на едно, можам да речам, подолго истражување, определени солуции како решенија на предизвиците со кои што би се соочил универзитетот со онаа посакувана ситуација на интензивно користење на Moodle. Самото користење на Moodle ќе значи поставување на курсеви од страна на професорите секоја година, тоа ќе оптовари базата и ние размислувавме како најоптимално тоа да се реши, односно кој пристап да се примени во ова е еден од предизвиците кон решавање на тој предизвик. Тоа беше едниот дел од проблематиката. Меѓутоа, поставувањето на еден научно-истражувачки труд, студентски труд беше уште еден предизвик кој што ние студентите под мое менторство се соочивме. Впиваја знаење, сите инструкции кои што ги давав кон нив беа прифатени, благовремено одговорено и мислам дека добивме еден навистина квалитетен труд кој што ќе помогне многу и во нивниот кариерен развој, односно со ова веќе влегоја во истражувачките води, но од друга страна и еден импакт за самиот универзитет како целина во насока на поефикасно искористување на овој ресурс за електронско учење. Ајде пократко да го именуваме. Значи ова е она што се вели од теорија во пракса. Точно. Ова е типичен пример на како теоријата може да помогне праксата да биде попријатна во нејзиното секојдневно практикување. Ви благодарам за разговорот. Имате уште нешто да? Исто така би сакале како група многу да и се заблагодариме на нашата менторка Наташа, бидејќи без неа ова немаше ништо да биде, бидејќи таа не водеше низ целиот процес, ни даваше насоки во кои треба да размислуваме и таа ни беше најголема поддршка во целиот процес. Уште не ветреше како гледате на ваквите конференции, на ваквите настани за вас како студенти? Ова мислам дека е многу добро за наш личен развој, и тука слушаме и што направиле другите колеги од другите факултети. Мислам дека е многу добра практика ова и да треба да се одржуваат што повеќе вакви конференции. Исто така и јас сметам дека треба да се одржуваат повеќе вакви конференции, бидејќи со ова почнуваме да размислуваме надвор од факултетските клупи и ние добиваме шанса да се вмрежуваме со други студенти, да биде слушнат нашиот глас и да се истакнат нашите идеи. Јас сакам да додадам нешто во контекст на тоа колку беше мојата поддршка значајна. Да, во однос на методологијата може би нема и искуство, меѓутоа другото навистина беа компетентни и прекрасно одговорија на предизвикот. Многу позначајна мојата улога беше во делот да ги охрабрам и да ги освестам колку навистина е вреден нивниот труд што го вложуваат и да едноставно да го направат видлив. Ви благодарам уште еднаш на сите. Одиме со музика, а потоа и разговорите со студентите од ветеринарниот факултет во Битола. Веќе нема ден, а да не мислам на тебе. Ти си веќе негде, далеку од мене. Во глава филмови, душа бунтови, пак ми крена за тебе. Затоа замини од моje мисли ти, не ми прави немир ти. Сега ми правиш нова буда ти и турбуленции, а немаш право ти на мене. Во ова душа ранета се додат војни две, за тебе дење и ноќе. Ти си пак мојта ног без крај, мојот ден без рај. Не си играј ти со мене, не ми прави нова буда ти и турбуленции, не си играј ти со мене.
Од ветеринарниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола на меѓународната студентска конференција UCLO Colors 2025 имаше 6 студенти со 3 подготвени трудови. Денеска ќе слушнете за 2 од нив. Ќе започнеме со Кристијан Саламовски, кој по трет пат беше учесник на студентската конференција. Кристијан Саламовски, студент на ветеринарниот факултет во Битола и претходно веќе беше учесник на студентската конференција, чинам првата година кога се одржуваше конференцијата, но еве повторно тука и повторно со нешто интересно како тема што си го одбрал. Ветеринарна форензика, форензичка патологија кај осигураници со висока вредност, конј. Повреди и постмортални промени во случај на осигурителни обарувања. Кристијан, што е ова се? Да, ова е интересна тема, недоволно истражувана, ама со голем потенцијал. Инспирација ми беше серијата CSI Miami, кога беше многу одамна на телевизија, кога бев мал ги гледав, и отсекогаш ми беа интересни тие форензички анализи и начин на кој што се истражува. Ни сите мобилности каде што има модерно, има во тие западни земји има многу голема култура за коњи. Кај нас немаме голема култура со коњи, но баш затоа мислам дека оваа тема би била интересна. Во тие држави луѓето се фанатици за коњи. Коњите имаат огромна вредност, од 10.000 па до 100.000 евра, а некогаш дури до 1.000.000 евра за врвни, чистокрвни коњи шампиони, коњи за трка и парада. Трудот истражува начини на земање примероци во форензички анализи, зашто се користат, на кој начин се земаат, потоа на кој начин тие треба да се чуваат тие примероци, анализите со цел тие докази да бидат веродостојни при такви барања за пријави на штети во осигурителни компании, па и за супервештачење во судски процеси. Имавме кај нас во нашата држава, знаете, кога угина слоница беше во зоолошката во Скопје и мислам дека имаше и жирафа која угина. Тоа е стандардна пракса, тоа и нашите професори на ветеринарниот факултет го прават. Тоа е стандардна пракса, само што немаме култура за коњи, така да интересна тема. Навистина уживав додека го опишував трудот и ете се решив да го пријавам на нашата конференција. Откри ни нешто повеќе во што откри, што истражи, до какви интересни наоди дојде? Па да, има специфични протоколи кои мора да се следат, значи начин на земање примероци, чување, потоа анализа на тие примероци, потоа има начин на правење на тие обдукции, наоди од обдукции, па начин да се препознаат штети кај коњите, некогаш намерни, некогаш ненамерни. Ова е многу конкурентно поле, така да некогаш има стечаеви дури за криминално наштетување на коњите. Знаеме, тоа е, мислам, висока конкуренција. Секогаш има секакви луѓе, секогаш има веројатност некој да посака и да одлучи да му наштети на коњот. Но ете, некогаш се случува и кај сопствениците. Во трудот тоа е наведено. Понекогаш копитата на коњите ги сечат скоро до живецот и потоа набиваат подковица со шајка со цел да се направи еден пренагласен од, тоа како војник со исправени нозе за да изгледа подобро. Имат и такви дисциплини. Исто така може да се нагризува со хемиски агенци за копитото да изгледало по-сјајно. Има некои такви методи изненадувачки што тоа се прави во тие западни земји кои треба да се пример за нас. Така да факт е дека тоа е нешто што не треба да се следи. Да, не треба да се следи. Факт е дека во тие држави не е цвета цекиња на секаде. Тие си имаат проблеми. За жал ова е присутно таму. Ние како ветеринари треба да сме глас на животните. Животните не зборуваат, коњите не зборуваат, но кога би можеле да кажат нешто, сигурно не би сакале да бидат предмет на вакви нешта.
Кристијан, можам да забележам дека уште кога видов дека си пријавен, очекував да има нешто интересно од твоја страна, затоа што постојано такви некои неочекувани работи, да речам, не ги презентираш. Твој труд беше оценет како најдобар на една од изминатите конференции, односно влезе во списанието Нови хоризонти, што секако за тебе представуваше успех. Тогаш може би поттик да продолжиш понатаму со истражувања и учества на конференции. Па да, јас обично избирам такви наслови, нели целта на конференциите да се објави нешто ново, да се истражува, не да се повторуваат некои теми или да се пишува за општи теми кои се информации кои се лесно достапни на интернет. Да, минатата конференција влезе во тие неколку наградени трудови. Тоа беше втора конференција на која учествував. Трудот беше за компаративна онкологија, сличности меѓу канцерот кај луѓето и животните. Пак интересна тема, со не многу литература. И на првата конференција имаше исто интересно. Исто и тоа беше, да. Менторот рече дека може би прв ваков труд во Република Македонија, така да наистина сум горд на тој интересен труд. На првата конференција имав труд за експериментални животни и институционалното регулирање. Горе-долу се лични теми, поврзани, но многу важни и сепак различни. Сега уште ќе те прашам како гледаш ти на студентската Утlo Colors конференција, сега и со меѓународен презнак, веќе втора година. Да, ова конференција навистина многу голема работа. Студентите кои учествуваат на странски конференции плаќаат. Тоа се плаќа котизација, да, 200, 300, 400 евра зависи од конференцијата, зависи од државата. На нашата конференција не се наплаќа. Тоа е навистина голема работа и се надевам дека студентите ќе препознаат таа можност и дека ќе објавуваат трудови во иднина. Јас не знам некој друг универзитет во нашата држава да има универзитетска студентска конференција да се објавуваат трудови. Имам видено некои настани што се нарекуваат конференција, но тие се презентации, предавања со пасивно слушање. Немаше трудови од студентите, а камоли да бидат објавени во посебно списание онлайн со тие долги броеви. Тоа има само нашиот факултет и јас навистина сум горд на нашиот универзитет. Уживам кога ги пишувам овие трудови, уживам кога презентирам. Супер можност. Секој знаеш да бидеш инспиративен и мотивирачки да настапуваш. Ете, која ќе биде твојата порака до студентите, не само на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, туку зборуваме општо? Пишувајте трудови и поднесувајте ги. Не се плашете да презентирате. Овие конференции се за да се исчеличите. Тука се стекнува искуство и нормално се надоградува и вашето CV. Навистина добра можност и се надевам дека, како што рече ректорот, се повеќе и повеќе ќе се пријавуваат во иднина. Ти благодарам, Кристијан. Сакувам успех и понатаму. Фала многу. А сега во продолжение на емисијата Студентски парламент на Укло ФМ Битола и разговорот со Иле Калиновски, Ивона Ристеска и Александар Наумовски, исто така студенти на Ветеринарниот факултет во Битола. И со уште една екипа, би ја рекла, од Ветеринарниот факултет, која што подготви истражувачки труд и се пријави на оваа студентска конференција, Иле Калиновски, Ивона Ристеска и Александар Наумовски, под менторство на професорот Петар Додовски, изработија труд на тема копролошка студија на гастроинтестинални паразити во зоолошки чувани животни. Добро, од каде идејата за темата, со кој да почнеме? Може со мене. Идејата произлезе од потребата за испитување на интестиналните паразити, бидејќи мислам дека таа тема е занемарена и од големо значење фактички интестиналните паразити кај дивите животни, бидејќи се скоро никогаш не се испитуваат, а нели во зоолошка градина има голема посетеност од страна на жителите на град Битола, па решивме да направиме така една студија да видиме каков е процентот застапеноста на паразити во фецесот на дивите животни. И до какви заклучоци дојдовте?
стигнавме до заклучоци дека ни се потврди тезата дека гастроинтестиналните паразити се најчести случаи на заболувања во зоолошките средини, затоа што поради непосредниот контакт помеѓу животните, живеат во исти кафези, имаат исти хранилки, поилки, значи полесно е пренесувањето на паразитите помеѓу овие животни. Пронајдени се гастроинтестинални паразити според нивната идентификација, значи направивме копелошки методи, ги идентификувавме и според тоа креиравме значи терапевтски протокол и стратегија како би биле третирани истите животни. И што опфаќа протоколот, што им треба на животните во зоолошката градина во Битола? Вака, прво треба мониторинг, да се утврди за кој паразит се работи, откако ќе утврдиме за кој паразит се работи, за секој вид на паразит има посебен третман, зависно од видот на животните. Најчесто паразити беззастапени ке птиците, значи тука се одеше со фактички дехелминтизација, со третман кој е пропишан по одреден план. Например, се третират еднаш, вака препаратите ги фаќат само возрастните облици на паразити. Додека пак развојните облици јајцата не ги фаќат, затоа се врши третман еднаш, потоа се врши чистење на кафезите, за да се отстранат нелите исфрлени паразити и по 14 дена се врши уште еден третман, по 14 дена уште еден третман. Сето тоа е плански спроведено за фактички да се елиминират паразитите во целост и да нема повторна контаминација на животните со тие паразити. Се Игона ќе ја прашам колку овие паразити можат негативно да влијат кај посетителите, нели самите рековте дека најчести посетители на зоолошката градина се децата од овој регион. Има ли опасност за нив? Вака, за време на нашето истражување кај нас беа пронајдени некои кои што поседуваат зооноски потенцијал, меѓутоа не представуваат некој голем ризик за посетителите, што значи зоолошката градина е безбедна, еве и ние бевме таму. Во презентацијата имаме слики, така да можам да кажам дека зоолошката градина е безбедна. Меѓутоа сепак треба да се работи во во секој случај треба да се, како што каже и колегата, треба да се изведуваат тие мерки, хигиенски мерки во однос на редовна контрола на присуството на паразитите, да се отстранат, чистење, главно тоа е тоа, но во секој случај да, нема голема опасност. Исто така, клучно е посетителите да ги почитуваат правилата кои се пропишани во зоолошките градини. Значи, за да дојде до инфекција, фактички зоонотско пренесување, треба посетителот да дојде во контакт со изметот на животното. Нели има правила како треба се однесуваме во зоолошка градина, значи не смеат да се преминуваат тие бариери кои што се ограничени и не смее да се пристапува во директен контакт со животното, така да мислам дека нема некаква голема опасност. Сега, со ова се што ми кажавте, можам да заклучам дека добро сте ја совладале теоријата, барем кога се работи за оваа област на вашиот факултет. Не ви прашав која година сте? Ние сме четврта година, ви останува уште една година плюс. Може ли да ви очекуваме и до година како учесници на конференцијата, некои други трудови? Се надеваме дека исто до година ќе се појавиме пак на конференцијата и ќе учествуваме. Да. Ако добро се сеќавам, минатата година имаше пред 2 години бев, да. Со дивите животни беше. Да, центри за рехабилитација на диви животни. Што стана со тој труд? Тогаш се презентира тука, меѓутоа дали нешто практично? Практично сепак остана да поедини ветеринарни амбуланти интервенираат и да превземат случаи кога се работи за диви животни. Од поголеми размери не е се уште превземено ништо за жал. Како гледате вие на студентската конференција? Морам да прашам и тоа. Добро, студентската конференција од еден едукативен карактер. Сепак е позитивно, ќе научиме нешто ново, ќе слушнеме нешто ново од сите области и така. Бидејќи треба да слушнете што направиле и ваши колеги од други факултети, повелете на сесиите, преслушајте ги, ви благодарам за разговор. Останете и понатаму со нас на 90,8, продолжуваме по музичката пауза. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, те сакаш и повеќе знам, ти си мој.
чувствуваш, знам. Велат дека не си сам, но во сите ноќи јас сум ти единствен здрав, ти си мен. Каде и да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој, ти си мој. Каде и да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Каде и да одиш, која и да дојде, до крај на ова време, секогаш ке останеш мој, само мој. До небо, небо високо, од небо до дно, до небо, небо високо, до дното длабоко и нераскинливо. Ти си само мој. Како учесничка на 4-та годишна меѓународна студентска конференција UCLO Colors 2025, мултидисциплинарен пристап на студентите кон целите за одржлив развој, се јави студентката Изабела Гаврилова од Факултетот за безбедност во Скопје, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Учествуваше со интересен труд, за кој ќе слушнете во продолжение од разговорот што го водевме со неа. Изабела Гаврилова од Факултетот за безбедност во Скопје, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, исто така учесник на Универзитетската студентска конференција, овој пат интернационална, благодарение на учеството на UCLO во Colors Алијансата. Изабела, здраво. Здраво. Твојата тема откривање на вистината како се решаваат убиства. Нешто што нормално би доаѓало од Факултет за безбедност. Зошто се реши со оваа тема? Секогаш сум сакала да работам за убиства и моја желба од малечка и поред татко што ми беше во МВР, имам желба да бидам инспектор за крвни деликти и да донесам правда за жртвите што не ја добиле, бидејќи знаеме во нашата држава дека малце влијае корупцијата во институциите исто така и треба кадар што ќе се труди да донесе правда. Исто така ја отправ ова тема да покажам дека можеме да донесеме со добра истрага, можеме да донесеме да се бориме за човековите права, да донесеме повторно верување во правниот систем, бидејќи народот веќе изгуби довербата. Сега, што работеше практично во трудот? Како што кажав, убиството е најсложно и најсериозно кривично дело што постои. Секој инспектор треба да го дава својот максимум, да не се откажува, бидејќи за секое кривично дело постои решение, мора да бидат внимателни, да не пропуштат некоја трага, да бидат упорни, да веруваат, најважно да веруваат на својата интуиција, бидејќи секоја интуиција е секогаш точно, секој чувство е точно, мора да имат сомневања. Како студенти на Факултетот за безбедност во Скопје, ова е нешто како тема што веројатно го работите на часови. Да, ова тема ја работиме по криминалистичките предмети. Мојата менторка ми помагаше. Марија Манчевска, да кажеме. Да, исто така голема благодарност имам спрема моите професори Злат Димовски, професор Светлана Николовска, мојата менторка Марина Малиш-Сазовска и професор Марија Николовски, бидејќи они се во криминалистичкиот оддел и тие добро ни објаснуваат за како да пронајдеме сведоци, како да извршиме информативен разговор, како да им го провериме алибито, како да откриеме се. Нашиот факултет искрено е еден од најдобрите, според мене. Да, бидејќи се труди студентите да им покаже, да им понуди
Да ги научи да исто така и не праќат и на пракси во полициски станици, во агенции каде што можеме да научиме самите инспектори, самата служба. Добро, сега велат за да се пријавиш за учество на конференција, треба да имаш знаење, меѓутоа треба да имаш и храброст, истото да го понудиш и да го презентираш пред публика, нешто на што, нели, како студенти, може би не го работите толку многу на предавањата, меѓутоа, со оглед на тоа што и на предавањата имате презентации, на семинарски трудови кои што ги работите, тоа е нешто што морате да го имате, начин на презентација и оно што се бара од вас. Како помина тука презентацијата? Искрено ова е моја прва конференција да учествувам со мој труд и искрено се зачудив, не можев да прекинам бидејќи обожавам да зборувам за убиство, сакам да кажам дека на другите да не се плашат ако бидат сведоци на нешто такво, на било каков начин, за било какво кривично дело, да не се плашат да пријават во полиција. Да, нашиот факултет има стварно голема библиотека со различни видови на книги, различни автори, познат ни е музеот, да. Каде што може да се видат интересни работи. Да. Добро, што ќе им порачаш на твоите колеги врзано за конференцијата, да учествуваат, да се пријавуваат? Да, бидејќи ова е многу од големо значење и не само не мора да очекуваат нешто за возврат, баш е добро искуство да зборуваш пред јавна публика, да им кажу, да им го дадеш твоето знаење. Но секако и подготовка за она што значи понатамошни изработки, она што ќе ви треба и на самиот факултет, па дипломски, магистерски, па и докторски трудови. Да, во секој случај. Благодарам за разговорот и да те гледам и понатаму на конференцијата. Фала ви многу. Ве подсетувам, ја следите емисијата Студентски парламент на Укло ФМ Битола, во која денеска ви го нудиме и разговорот со Кристина Христовска од Научниот институт за тутун во Прилеп, која заедно со незината колешка Маријана Глушеска подготви истражувачки труд за студентската Укло Колорс конференција. Под менторство на професорките Валентина Пеливановска и Силвана Пашовска од Научниот институт за тутун во Прилеп, труд пријавија Кристина Христовска и Маријана Глушеска. Ве поздравувам, добре дојдовте на студентската конференција. Ви благодарам. Вие имавте труд на тема можности за производство на рани, здрави садници од табуко со помош на микроаглирање. Да, точно. Не. Значи, темата на нашето истражување беше можности за добивање на рано произведен здрав тутунски расад со употреба на микронаводнување. Добро, ме поправите во секој случај. Добро. Кажете ми нешто за трудот, што сигурно ќе најде своја примена. Да, се надеваме. Значи, целта ни беше и да најде практична примена кај тутунопроизводителите, кај индивидуалните, посебно тутунопроизводители, заради улеснување на макотрпната работа при производството на тутун. Секако не само кај тутунот како култура, меѓутоа и кај другите земјоделски култури, посебно во градинарството. Се надеваме дека истражувањето ќе продолжи и во наредните периоди со можности за отклонување на увидените недостатоци при овој систем на наводнување. Целта ни беше, значи, да видиме дали начинот на наводнување, значи дали новите пристапи, алтернативни начини при наводнување на тутунски расад би влијаеле некако на добивање на рано произведен, мислиме во контекст на тоа дека временските прилики си го прават своето секоја година, значи соочени сме со предизвици секако од временски неприлики и заради тоа сметаме дека можеби и малку пораното добивање на таков расад можеби би ги избегнало во иднина тие такви температурни осцилации кои ни се дел од самото производство. На кој начин сега се врши наводнувањето? Па најчесто кај тутунопроизводите класичен, значи начин или евентуално со црева со решетки и тоа е значи макотрпно, бара голем труд, бара многу енергија, бара многу работна рака. Знаеме дека во последно време работната рака значи представува најголем проблем не само во земјоделието, туку секаде општо глобално и заради тие причини со овој начин на наводнување се олеснува работата, значи нема потреба толку работна рака при ракувањето
со самиот систем. Освен, како што кажав и во излагањето, дека влезните трошоци може би се малце поголеми, како почетни финансиски оптоварувања се поголеми кај тутунопроизводителите, меѓутоа другите работи кога ги ставиме на кантар, гледаме дека се исплати едноставно полеснување. Кажете ми какво е ова наводнување? Ова наводнување е, значи, ние го адаптиравме за производство на тутунски расад, меѓутоа може да се адаптира и на други култури, како што кажав, во други области од земјоделието. Поставено е, значи, на метални држаци, представува пластифицирани црева кои што се користат исто како во капката. Тие се, значи, перфорирани на одредено растојание во зависност од микрокапалките, од капацитетот на микрокапалките. Ние ги користевме со капацитет од 60 литри, меѓутоа има со различен капацитет. Висината наша која ги поставивме микропрскалките беше на 60, соодветствено, значи, на потребата, меѓутоа може да се постави и на друга висина. И капацитетот е, значи, различен, покривноста е различна и така добивме интересни резултати за сега. Јас се надевам дека ќе продолжите да работите на оваа тема заедно со вашата колешка, па како модел или како начин на наводнување да им го предложите на тутунопроизводителите, но и на останатите како начин кој ќе биде прифатен од нив. Да, тоа ни беше и целта на истражувањето, да најди практична, како што кажав, примена кај земјоделците, посебно кај тутунопроизводителите. Сега ќе ве прашам и вас, ги прашував сите студенти досега со кои што разговарав, како гледате на ваквите настани организирани од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, организирањето на вакви конференции? Во секој случај позитивно, значи и нас како истражувачи да се представиме со тоа што го работиме и конкретно еве во наша област тоа што практично, значи, го применуваме. Значи во секој случај позитивни искуства треба да продолжат и понатаму. Студентите се иднината, тоа е. Рековме она што го работите сега, да можете практично да го примените или да практично да го применат земјоделците. Планирате ли можеби да го презентирате на други места, пред некои компании, можеби кои што се занимаваат токму со оваа работа? Да ги отстраниме први недостатоци кои ни се појави, а после тоа можеби во иднина ништо не се знае. Може. Во секој случај продолжувате и понатаму со истражувачка работа, што е за поздравување. Да, во секој случај. Јас ви благодарам за разговорот и ви посакувам успех и понатаму во нешто сте си го зацртале пред вас. Ви благодарам и вас. Svetla
толку за денеска во емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, која тонски реализира Лјупчо Цветковски, а уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола магистер Сонја Тантарова-Груеска. Подготвуваме уште едно издание на оваа емисија посветено на 4-та годишна меѓународна студентска конференција Укло Колорс 2025, која ќе го емитуваме премиерно идниот вторник. Ви благодарам што и денеска бевте со нас и секако останете и понатаму на 90,8 МГц. По книгите на мудрости човек жив со време се ќе научи, точно е и звучи како вистина, но не и во љубовта. А нашата еднаш блескаше ко сонце и се уште срце ми тле светлина. Тоа што за тебе знам скоро се малку ми помага. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта по тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта од звезда водилка до тебе пак ме донесе. Меѓу нас едно с Богом долго стои превисок цид за гордоста да прескокне. Ме гледаш, а позната ти гори искра во очите. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта ко звезда водилка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта ко звезда водилка до тебе пак ме донесе. Укло ФМ Битола, јануари 2026 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk